Така како и минатата година и оваа година имавме голем предизвик да го организираме овој фестивал и дали да го организираме, меѓутоа сепак традицијата нема и не смее да се прекине, така да еве сега сме тука на почетокот на 24-тиот фестивал Денови на комедија. Очекуваме дека се ќе помине во најдобар ред. Имаме одлични театарски представи, одличен избор на театарски представи, така да сигурни сме, убедени сме дека овој бренд на Куманово ќе продолжи да живее и оваа година и понатаму годините кои следат. Голем дел од представите се распродадени и се надеваме дека и останатите представи кои ги пуштиме на 1 октомври исто така ќе бидат распродадени. Интересот е голем како и секоја година за овој фестивал и ние навистина е жал што не можеме според епидемиолошките мерки да имаме пол капацитетна сала, меѓутоа се надеваме дека од идната година ќе се намалат овие мерки кои се сега важечки, така да фестивалот ќе може да засие во полн сјај од идната година. Прв пат сум на вашиот фестивал, за кој што сум слушала многу и кој што е не само што еден од најдобрите, но и по моје лично мислење и примерен за овој град, во градот на Батко Ѓорѓија, кај што има и споменик за мајтапењето, хуморот и така натаму. Центарот за култура програмските активности ги реализира согласно понудената програма, буџетирањето и така натаму, но имаме уште работа која што мора да се заврши, мора да се среди затоплувањето и на овој центар и на другите центри, бидејќи е голем проблем од октомври месец до април месец центрите за култура заради грејењето многу тешко функционираат. Па секако дека се радувам на наградата, многу се радувам, особено што Васил Илјовски сите представи што биле представени на театрот кај мене во МНТ, јас сум играла. Најдрага улога ми е Стојанка од Чорбаджи Теодост, да се играе со еден Петре Приличко не е мала работа, со Мери Бошкова, Анча Базова. Да, мојата мајка е кумановка и јас се чувствувам пола кумановка. Тоа е тоа. За овие кои што попрва влегуваат во девството, што ќе им дадете? Како да обстанат, да бидат прво, да ја сакат професијата, да бидат педантни, послушни, да знаат што сакаат да знаат. Не може секој да биде артист, може секој да заврши академија, меѓутоа да успее и да... Еве, јас 41 година сум артистка и сега при 4 месеци заминав во пензија. Тоа е тоа. Како дали сте имале можност да го пресечете дел од овој фестивал? Не, од овој фестивал не, меѓутоа јас сум играла во представите овде и во театарот во Куманово.